Македонската академија на науките и уметностите. Во конституирањето на МАНУ исклучително значајна улога имаше Универзитетот Свети Кирил и Методи со својата прва факултетска институција Филозофскиот факултет, како и самостојните научно-истражувачки институти во Македонија, од чии што најстакнати професори и научници беа избрани и се избираат членовите на Македонската академија на науките и уметностите. Големото дело на македонските филозофи, фолклористи, историографи, научни творци од областа на природните, техничките и општествените науки, писатели, сликари, композитори и скулптори е вградено во темелите на Македонската академија на науките и уметностите. МАНУ, национална научно-творечка установа основана на 23 февруари 1967. За нејзин прв председател бил избран Блаже Конески, а тековен председател е Љупчо Коцарев. Членовите на МАНУ се избираат на секои 3 години на Централното собрание на Академијата и од формирањето досега МАНУ имала 154 членови, од кои сега 35 се со статус на членови од работниот состав, а 60 од нив се со статус на членови надвор од работниот состав. Меморијалниот центар на Холокаустот во Скопје. Македонските евреи добија средства со законот од 2002 со кој беа вратени имотите на евреите без наследници. Беше извршена денационализација. Новата музејска зграда посветена на Холокаустот е составена од 2 крила со по 3 спрата. Во него е сместена постојаната изложба со детален приказ на долгата историја на еврејскиот живот на целиот Балкан, вклучувајќи ја и Македонија. Првиот спрат од музеот е посветен на животот на сефардските евреи по нивниот прогон од Шпанија во средниот век и нивниот придонес во општеството. Вториот спрат е исклучиво посветен на Холокаустот, од моментот на депортацијата се до случувањата во Треблинка. Како дополнување на амбиенталниот простор, на вториот кат се наоѓа интерактивен простор каде посетителите можат да добијат информации за евреите и Холокаустот, детско катче со сала за проекции и симпатично кафуле кое гледа кон Вардар, театарот и еврејското мало. Се работи за инсталација во која се наоѓаат 7200 нитки како асоциација на бројот на убиените евреи. А кога ќе се погледнат овие нитки нанижени во разнобојни перли оддалеку, во средината се препознава портокаловиот вечен оган и печатите од бројки со кои биле жигосувани евреите во Треблинка. Что ми раз